Петок! Дај да завршиме работа и да шибаме некаде за викенд. Ние сме луѓе, да одмориме од се, така ли е? Вчера направив експеримент. Не гледав цел ден вести, не суртав по портали, абе, В од вести не видов. Убавини, мирна душа, нерви на место. Околу 10 вечер пуштам телевизор на македонски телевизии и магијата, јас нема. Еден ден вести не пуштив, вие багери пред парламент сте паркирале. И башка на улица сте ги ставиле. Нели се договориме дека кај собрање на треба се паркира? Абе, пак сте заборавиле. Кажувајте со време ако планирате да носите уште земјоделска или градежна механизација. Да се прекрстиме во ТВ нива, барем додека ги пренесуваме протестите. И кога сме веќе кај собрание, дај договорете се што вика деловникот. Што и да значи тоа. Ние од друга страна на телевизорот стварно не разбираме ни деловник, ни правила, ни бутур. Само гледаме дека пак едните сте запнати дека кокошката е прва, други дека јајцето е прво. Овој примеров со кокошката и јајцето ми е омилен, не знам дали забележавте. Ама стварно не ми доаѓа друга споредба. Додуши у целава ситуација ќе излезе дека и кокошките се попаметни од нас. И помалце кокодакаат. Втора молба. Добро бе. Нели е логично додека трае седницата на парламентот да ги укинете дебатните емисии? Ама стварно, цел ден само собрание на вести и навечер на дебатните емисии пак истите луѓе, пак истите муабети. Дебе, ало, толку ли за ништо друго не бе било? Еве, ајде ка бидат истите луѓе и на вести и во дебатни емисии. А зошто не пробате да зборите за нешто друго? Што знаме, пробајте за филмови да разговарате. Не за филмови, доста ни од рами. Еве за спорт разговарате. Ама зашто сакате разговарате само него дрвете за тој деловник, веќе жити све. Синоќа откако завршив со постење од вести, читам интересна теорија за луѓе што протестираат секој ден со марш низ Скопје и другите градови. Тоа го правеле за свое добро. Луѓе во уствари со одењето се рекреирале. Некои политичари се исплашиле, се собира многу народ и протестира. А они уствари кардио вежбале со пешачење бе, за свое добро. Тоа да ти било масовна прошетка против кардиоваскуларни заболувања. Луѓе во уствари набивале кондиција, се спремале за скопски маратон. Тоа е таа здрава нација. Сите вие дома што седите, немој после да се лутите кој ќе ве победат на маратонот. 40 дена кондициони не се малку. А ако потрати до 7 мај, за кога е закажан маратонот, вие другите боле ичне се пријавуете. Нема да имате никакви шанси да не се збуни некој. Кажуваме вести за здравје затоа што денеска е светски ден на здравјето. Додуше ние вчера повеќе се посветивме на тоа како да не скренете во целава ситуација, ама кој гледаше, гледаше. Локумши вчера пуштивме во доцните часови, а ни П од порно немавме спомнато. Продюсер, ајбе ставете ги сите локумчиња барем онлайн. Работи ли некој нешто освен мене, а? Вчера уште еден стрес доживеав. Јас изгледа последен дознав, ама тешко се соочувам со тажни вести, затоа со тешко срце. Драгана Мирковиќ го откажала концертот во Скопје. Не! Па на сите маги неволји што не стајна, уште ова ни требаше. Животе, имаш ли душа? Читам наслов, не ми се верува. Таман сакав да ја пишам на Facebook да не се плаши од ништо, дека не сме толку опасни кој што изгледаме, дека ништо не е страшно. Отварам веста и следи уште едно разочарување. Драгана уствари продала само 20 карти и затоа откажала, а не затоа што се плашала од ситуацијата. Само 20 карти. Па нормални ли сте? На Аца Лукас ќе одите, а кај Драганче не. На Цеца можевте да одите. Па и на Драгче ги дадевме знаме и чадор и мајца со све што треба. Ај се надевам дека не е доцна да ја предомислиме. А вие сите, мрш по карти. Мрш по карти.
Од другите турбофолк вести ја издвојуваме информацијата дека Дара Бубамара се појавила на снимање на една емисија без прсут. Или градник, како сакате. Телеграф нежно информира дека продзирната златна комбинација од под која дзирка голите гради на Бубамара ги вознемири машките надпреварувачи. Екипата на Локум, која сериозно се занимава со истражувачко новинарство, детално ги разгледа градите и аутфитот на Дара. Заклучокот е дека Дара не смее таква да се појавува на телевизија. Демори, Даро, барем убави да ти бе. Нели се видео у огледалце? А? После немој да се лутиш ако и ти не продадеш карти за концерт у Македонија. Ние лоши гради не забораваме. Кога сме веќе на тема естрада, дај ги честитам новите патики на Лила. Со здравје да си ги носиш. Шо ме гледате? Па вчера главна вест беа незините патики. Македонија веча! Република Сезирам објави многу корисен текст во кој според годината на раѓање можете да откриете што сте биле во минатиот живот и што ве чека во иднина. Јас спаѓам во групата романописци. Во предминатиот живот сум бил син на демон, а во минатиот канибал. Сум поминувал многу време лутајки низ световите. За сегашноста ми вика дека е можно да бидам писател на научна фантастика или хорор романи. Имам силна харизма и би можел да станам политичар, говорник или водител. Можно ли е? Се ми погодија. Добро, она со демонот не знам баш, ама па може и тоа е точно. Стварно не се сеќавам што сум бил во минатиот живот, ама ова за сегашноста се е точно. Додуше вика и дека зборувам малку и дека поради моето необично однесување често се соочувам со зависти омраза. Ви викам ја, се е погодено. За иднината ми пишува дека во паралелниот универзум ќе бидам дух, а во овој универзум монах. Знаев дека еден ден ќе платам за се што правам сега. Додуше нека се мислат и замислат сите политичари, говорници, водители. Последниот живот сите заедно манастир ќе одиме, слушнавте? И ќе бидеме заколнати на вечно молчење. Ќе платите за све сите и парите да ги вратите. И за крај временската прогноза. Во наредните денови се очекува температурите да се спуштат и до -4 степени Целзиусови. За во лето не очекуваат пеколни жештини што нема да се издржуваат. Не знам што ќе се прави. А вие за деловникот се секирате, Бог да чува. Доста за денес. Додека не сум се насекирал дека Лила прерано ги губи патиките, а пак чизми треба да носиме. Поздрав, нацио, и гледај ТВ Нова. Се гледаме во понеделник.